Вчера, Регулаторната комисија за енергетика не изненади со досега најголемиот скок на цените на нафтата и бензините. Повторно горивата ја премина психолошката граница од 80 денари за литар, а прашање на време е кога овој скок ќе се прелее врз цените на останатите основни животни производи. Сакаме да ја предупредиме владата дека во оваа незапамтена економска криза и рекордна сиромаштија, зголемувањето на цената на бензините ќе биде нов огромен удар врз джебот на граѓаните, но и генератор на нова инфлација и поскапување на производите кај сите компании. Ако на ова се додаде и најавеното зголемување на цената на струјата, граѓаните и стопанството ќе се доведат во ситуација на забрзана инфлација, предизвикана од поскапувањето на овие енергенси и ќе доведат до зајакнување на економската криза. Економската криза и без овие поскапувања и сега има многу сериозни размери. Ово го покажуваат сите клучни економски индикатори. Индустријата е во континуиран пат, извозот опаѓа, земјата практично веќе е во рецесија, а компаниите се гушат во незапамтена безпарица и неликвидност. Затоа апелираме до владата да прифати барем една мерка што ја нуди опозицијата. Бараме привремено владата да се откаже од своите приходи од цената на бензините, односно да се откаже од дел од акцизата на горивата. Со тоа владата ќе ги ублажи овие шокови на пазарот на енергенси. Секако под ниту еден услов владата не сме да дозволи покачување на цената на струјата. Тоа е единствен начин да се спречи вртоглавиот раст на цените и да се стопираат инфлаторните ризици во стопанството. Оправдувањето дека со тоа ќе се намалат приходите во буџетот се неосновани и нереални, бидејќи владата може барем привремено да се откаже од непродуктивното рекламирање или од непродуктивните трошоци за фасади и споменици и со тоа да обезбеди дополнителни средства во буџетот.